Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и како што ви кажав пред малку време е за првиот разговор ова утро, а на вистина Македонија треба да е горда на нашите момци, тоа се четворица момци од параглайдинг тимот, од македонскиот параглайдинг тим, кој што на крај на месец мај и на неколку денови од почетокот на јуни беа на светското првенство по параглайдерство кое што се случуваше на Северните Алпи во Франција. Тоа беа момците, јас ке морам да ги прочитам нивните имиња: Мартин Јовановски, Дарко Станковски, Александар Гацевски и Ѓорѓи Ристовски. Честитки момци до сите вас, навистина не направивте горди и испишавте навистина историја во македонското параглайдерство. Ова утро заедно со нас од оправдани причини не се сите четворица, бидејќи се веќе и летните одмори во полн ек, туку само представник од македонскиот параглайдинг тим, пилот по параглайдерство и воедно еден од четворицата репрезентативци кои што го освоја третото место во параглайдерство, а тоа е Ѓорѓи Ристовски. Ѓорѓи, добро утро. Добро утро. Ти благодарам за тоа што ја прифати нашата покана да бидеш наш утренски гостин ова утро. Честитки до целата екипа, до целиот тим. Навистина е историски успех. Македонија трето место на светско првенство во параглайдерство. Ви благодарам, фала на поканата. Чест и задоволство ми е да бидам тука и фала ви за честитките. Да позборуваме малку сега, значи за овој навистина интересен. Јас прашав кога се договаравме за разговор дали е екстремен спорт. Вие рековте за нас не е. Меѓутоа јас многу сакам да летам со параглайдер, ама се плашам еве од висина. Ке зборуваме за сето ова малку подоцна. Прво да ми кажете какви се вашите впечатоци и бевте тамо во конкуренција од 57 држави, Македонија трето место, кој освои прво, второ место и какви се вашите впечатоци од ова светско првенство, бидејќи навистина е за честитки? Така. Значи, ние имавме шанса да отидеме во Франција на светско првенство сега. Ние обично не одиме да летаме надвор Македонија многу често. И во Алпите за повеќето од нас беше прво одење во Алпите дури да летаме. Значи голем предизвик, така? Да, па едноставно е малку поразлично од тоа што сме ние навикнати да речеме во Крушево. Но беше супер, ние имавме мало припреми пред тоа и отидовме. Вие бевте четворица, така тимот го сочинувате четворица. Какви се подготовки претходеа на овој настап, на ова надпреварување? Така, значи подготовките се од кога сме почнале да летаме со параглайдери, значи цел живот. Но специфично за овој надпревар се погодија неколку работи кај што и лани имаше некои високо рангирачки надпревари и успеавме и оваа година да одвоиме повеќе време да одиме на еден надпревар пред светското, кој што беше во Шпанија, кој беше исто така од светскиот куп, значи беше од висок ранг, со многу квалитетни надпреварувачи. И можевме да отидеме во Франција, да речеме, доста спремни, со разлетани, како што ние сакаме да кажеме. Што беше поразлично? Дали самото тоа дека сте на Алпи, нели бидејќи тоа се поголеми висини од оние кои што ги имаме ние во Крушево, кажавте дека во Крушево обично летате Крушево и претпоставувам Охрид, Деличица, така? И тука во Скопје летате од Водно, така. Со каков предизвик тамо се сретнавте? Значи, што е различно на Алпите е што се користат планините повеќе за летање отколку кај нас. Значи, ние секогаш го користиме топлиот воздух што оди нагоре, за да останеме повеќе во воздух, бидејќи немаме мотор, нели? Ние во нашите средини, нели, ги користиме планините, но многу често ги користиме и рамниците. Ги користиме, значи, топлите струјања кои се над рамните делови. Да речеме, некоја нива е потемна од другите, па таа ни дава потопол воздух, па и слично. А на Алпите се користат планините и најчесто се лета многу блиску до планините на некоја висина на планината. Дали е опасно? Да, значи сте на планина, нели немате отворен простор многу, така? Со мала грешка или со нели многу лесно може да се заврши на дрва. Но и тоа не е толку страшно, значи во Франција е тоа секојдневие. Но секако нели треба пазење и тоа е еден дел од компликацијата што носи алпското летање. А другиот дел едноставно тактиките се различни и нели
различна е динамиката на... Очекувавте ли трето место? Бидејќи за Да. прв пат, колку што ве разбрав, за прв пат летате на Алпи, нели? Да. Многу е поразлично од она што вие сте навикнати. Одлично, момци, значи супер. Да. Очекувавме добар резултат. Лани бевме четврти на Европското во Ниш, каде беше четврта таму. Така да ние знаевме дека сме конкурентни со најсилните земји во овој свет. Но Прво и второ место кој освои? Прво освои Франција. Домакинот, да. Второ беше Британија, трети бевме ние и после нас беа Чешка, значи со Чешка беше големата борба помеѓу нас и Чешка, значи во последниот ден успеавме да го зачуваме, да го земеме третото место. Беше секој ден беше борба помеѓу нас и Чешка. Додека си разговараме, јас ќе ја замолам режијата ако може да ги проследиме, имаме ние и фотографии, имаме и видео, да видиме сето тоа како изгледа. Што се оценуваше Ѓорѓи на овој натпревар во Франција? Има три дисциплини во спортот, нели, спортското летање во параглайдерство. Една дисциплина е прецизно слетување, каде што се слетува во мета. Друга дисциплина е акробатско летање, каде што се прават маневри во воздух и одредени судии оценуваат, и тоа е на некој начин како уметничко лизгање, нели? И третата дисциплина е дисциплината во прелети, каде што ние се натпреварувавме, и во оваа дисциплина според нас треба да се вклучат сите познавања и сите вештини што се во другите дисциплини, на еден начин е како кралица на дисциплините, како нели во скијање што е даунхил или така слично. И тука се лета рута, значи зададена рута. Може да биде, ќе дадам пример, значи може да биде од Водно до Тетово и да е целта во Гостивар. И значи ние имаме таа рута, ја гледаме на инструменти, полетуваме, ги наоѓаме тие топли струења и се позиционираме за старт на трката во воздух. Тука сме сега, ќе видите и на видеото, има околу 100 луѓе што се борат за позиција пред стартот на трката, да бидат што е можно највисоко и најблиску до почетокот на таа замислена линија која ние гледаме на инструментите. И кога ќе дојде времето на старт, ние имаме сигнал на инструментот, на еден начин ни се отвора зелено светло и тргнуваме да летаме кон, сега во овој случај јас што кажав, значи кон Тетово, па после кон Гостивар, да речем. И тука го користиме ветерот. Значи пробуваме нели да го искористиме ветерот и топлите струења за да стигнеме најбрзо. И во исто време имаме играта е малку како велосипедизам. Значи како што во велосипедизам групата или пелтонот е најефикасен и најбрзо може да ја помине дистанцата, така и кај нас групата, односно ние го викаме гагл, а мислам дека може да се преведе како јато, е најбрза. И е едноставно како стратегија, многу слична на велосипедизам, луѓето веројатно има полесно да разберат. Во еден момент некој треба да нападне за да се издвои, нели, или да заврши во финишот, нели, како што е на точаци, да речам, во спринтот, да заврши прв. Значи имате време. Имаме време, да заврши прв во Гостивар, значи тоа е целта. Кој прв ќе стигне до Гостивар е победник. Ако случајно нели никој не може да стигне до таму заради временски услови, тој што стигнал најблиску ќе биде победник, најблиску од целта. Нималку не е ова лесно и едноставно, баш напротив, потребна е многу подготовка и учење. Сега да позборуваме малку сега за параглайдерството, како јас кажав екстремен спорт, вие рековте не, туку е во каков спорт спаѓа? Мислам дека сепак спаѓа во екстремни спортови, но покрај тоа е и воздухопловен спорт, да, значи пред се е воздухопловен спорт, како што е летање со едрилици или летање со балони или нели. Добро, но сепак треба да се научи, треба сепак голема подготовка. Сега вие од кога се занимавате со параглайдерство и доколку некој сака да се занимава со овој спорт, како да почне? За да може да биде пилот на параглайдер. Така. Јас се занимавам повеќе од 10 години. Почнав кога имав 18 години.
Имаме Како? неколку, Случајно или случајно, имавте значи жал? јас можда кога некој се пронеде, значи како мал цело време бев заинтересиран за летање, не знам, тоа ми било милени играчки да речам. И мислам дека ги видов на водно еднаш, како кога одам на кај баба ми, на кај дедо ми на пример, се гледа водно и сум ги видел. Да. Јас сеќавам дека видов некој Да, баш во таа смисла јас. И се заинтересирав и прогуглав, нели, едноставно само изгуглав школа за параглидарство и мене ми излезе Вертиго, нели, прво, и тоа е од Скопје. И се зашли во клубот, се јавив на инструкторот и почнав да летам и едноставно... И колку време е потребна подготовка за прв пат да можете сами да бидете како пилоти? Така, значи, да не летате да. во некој да лета со вас, туку сам. Обуката трае околу 40 часа. За 40 часа е замислено да може пилотот самостојно и безбедно да полета и да слета од, ние ги викаме висински старт, значи некоја планина што е повисока. Тука тоа значи дека ќе летне он во присуство на инструктор. После тие 40 часа... 40 часа значи 40 дена? 40... Еден ден или како оди? Не, може да биде еден ден, 8 часа, така, зависи. Така, како и да. Значи 40 часа, обично 5 дена, така ги рачунаме, Значи, али секако е различно. Брзо се учи. Да, значи нивото за да дојдете до безбеден висински лет во присуство на инструктор е многу лесно. Значи, окей, секогаш е зависно нели од човек до човек, но едноставно со редовно одење да не се одвојат тие денови, на пример еден ден сега, па еден ден за 3 недели, ако успеат луѓето да ги спојат во еден месец, ќе биде според мене многу едноставно и брзо. После тоа веќе станува се покомплицирано и веќе ќе треба значи една желба и дисциплина и редовност. Најголемата работа е да се направат околу 50 часа во првата година или втората, во тие да речам 2 години од почетокот на обуката. Тоа прави голема разлика за колку ќе бидете безбеден пилот, колку ќе бидете, нели, ќе познавате и колку ќе имате основа за да можете да ги надоградувате. Ова што во моментов оди на малите екрани е преубава гледка, значи едно виножито од различни бои на параглайдери. Ова од каде е оваа снимка и сакам да ве прашам тука како вие се чувствувате кога летате? Какво е чувството кога сте таму горе? Да. Ова е снимка значи од Франција. Ова сега, така кога? Да, од овој надпревар што беше светското првенство. Значи таму баш се интересни снимките затоа што сме многу луѓе и нели баш е шарено и многу сме блиску. Преубаво изгледаше, вие додека говоревте, малку следев. Од страна изгледа многу интересно, кога си таму е стварно комплицирано. Значи, окей, ние стварно сега оваа група на луѓе имаме многу искуство во такво летање блиску до други луѓе. И голем дел од тоа ни е нели автоматизирано, но едноставно бара премногу голем фокус и цело време да знаете кај сте вие во однос на другите. И нели отварање на 4 очи. Да, тоа сакав да прашам сега следно колку е ризичен овој спорт. Да. И дали постои опасност? Видовме тамо на небото многу значи параглайдери да дојдете блиску еден до друг и што тогаш? Значи сите нели како и во сообраќајот ние возиме нели во линија сега да речеме една и не секој се судира нели пака е безбедно, така и таму. Значи сите ние одиме напред и можеме да го предвидиме секој своето движење. Исто имаме многу слична брзина на патување и тоа све прави да е полесно. Но секој мора да има една маргина на безбедност за другите и за себе, да ја приоритизира безбедноста на надпреварувачите и на себе си преку резултатот што ќе го добие. Кои се ризиците во овој спорт? Колку е опасен? Тоа ме интересира како значи, бидејќи рековме се согласивме дека сепак спаѓа малку и во екстремни спортови. Овој спорт е според мене опасен колку што е опасен и пилотот. Значи има многу работи што може да се направат за да бидете вие безбеден во воздухот, дури во надпревар, нели кај што нели влоговите се поголеми и има многу повеќе луѓе што не можете да ги контролирате. Така да според мене е опасен колку што вие ќе сте спремни да пожртвувате некоја од тие маргини на безбедност. И колку се вашите вештини. Затоа велам многу е битно за нови пилоти да имаат континуирани 50 часа или 100 што се нели во еден краток временски период.
Затоа што тоа многу прави разлика во контролата на крилото и во исто перцепција на временските услови, затоа што опасноста многу доаѓа од временските услови и од контролата на параглайдерот. Сега да позборуваме малку за она што се случуваше викендов во Крушево. Исто така имаше надпреварување, имаше представници од многу земји, беше на светско ниво или така? Да, во Крушево сега има 3 надпревари. Така. Се уште се во тек? 3 се во овој период, еден секоја недела. Да, се уште се во тек. Сега моментално е Сите сте сега Nordic во Open. Крушево и во Охрид. Мене ми беше многу тешко да ве обезбедам за разговор, буквално секаде се јавив. Вие на моја среќа и огромно задоволство бевте тука во Скопје, значи сте распоредени сега Крушево и Охрид. Да позборуваме за тоа малку. Така, значи во Крушево имаме цело лето има надпревари, интернационални надпревари во параглајарство. Едно од тие е обично нашето државно првенство, каде што е како фестивал за нас за летање, одиме нели сите што можеме, што се надпреваруваме редовно и нередовно и едноставно е како настан кај што сите имаме шанса да научиме нешто повеќе од нас и да се дружиме со едноставно со луѓето со кои највише сакаме да се дружиме, што сме порастале заедно. Другите надпревари се кој може од нас ќе учествува, кој не е обично така оди, ама најчесто се некои интернационални првенства. Моментално беше белгиско првенство. Тоа значи дека белгиската федерација одлучува дека ова државно ќе го правиме во Крушево, да они си доаѓаат еден куп луѓе, значи 120 луѓе, 150 си доаѓаат да си летаат, нели некои се посериозни, некои се не се толку сериозни надпреварувачи, едноставно само си летаат. Нашето државно првенство кога е? Нашето заврши беше на почеток на јули. Да, и државен шампион е Дарко Станковски. Така, честитки. Тоа е од вашиот тим, еден од четворицата момци кои што се во параглайдинг тимот. Сакам да прашам за рекреативно летање со параглайдер, тоа е сега многу актуелно, поготово за туристите и во Крушево и во Охрид. Тандем параглайдинг, да или не? Сигурно да, или? Да, значи тандем параглайдинг е прекрасен начин да се види значи што е целава работа. И ние имаме многу пилоти што летаат тандем параглайдинг, што се одлични пилоти и многу места каде што може да се лета со тандем параглайдер. Најчесто летно време нели да поради туристичката сезона летањето е во Охрид. Така да многу лесно таму нели секој веројатно што е во Охрид ќе види параглайдерот по текот на денот. Да се почувствува секој да се почувствува како изгледа нели Охрид или да од некаде прочитав од Орелска височина, така? Да, значи според мене све изгледа подруго и поубаво од птичја перспектива. Дури не треба да е Охрид секое место што може, дури и пустина да ќе биде убаво според мене од него. Ѓорѓе, кои се идните планови на тандем на параглайдинг тимот на вас четворица момци и лично за тебе сосема на кратко, бидејќи веќе треба и да ни е терминот за вестите. Така, значи сега оваа година имаме уште надпревари, Дарко Станковски и Мартин Јовановски одат на крај на месецот во Турција на светски куп. Мартин Јовановски победи во 2021 светски куп на истото место, така да ние сега ќе навиваме, он малце сигурно осеќа притисок да го повтори резултатот, па нели ќе мора да навиваме повеќе. И до година имаме европско во Шпанија, каде што ќе пробаме да го повториме резултатот. Па нека биде прво место. Така. Благодарам многу за вашето гостување, посакувам многу успех на личен план и како тим, да не представувате секаде каде што ќе одите да се закитувате со овие прво, второ или трето место. Благодарам уште еднаш за гостувањето.